Утрово јас го дадов свој глас за континуитет на Карпош. Ги повикувам сите граѓани на Карпош и воопшто во Република Македонија да излезат и да гласаат, зашто гласањето значи да одлучиш каква ќе биде иднината на твојата општина во наредните 4 години. И твојот глас е многу битен за да се одлучи каква личност ќе ја води вашата општина. Дали ќе изберете личност која што е подготвена за таа работа или пак после кратко време ќе се каете. Во што поголем број, ако излезат граѓаните на овие избори, секако дека резултатите ќе бидат повистинити и изборот ќе биде поточен и сметам дека помалку ќе се кајат во наредните 4 години. Вашата оценка за кампањата? Мојата кампања беше апсолутно коректна, позитивна. Изложив многу проекти пред граѓаните на општина Карпош, но во исто време не дозволував од страна на против кандидатот да прави заблуда и да кажува неточни работи на граѓаните на општина Карпош, што сметам дека во секоја изборна кампања мора да се зборува само точните работи и мора да се зборува со факти. Моја задача е како градоначелник кој што сум бил 16 години да не дозволам некој да манипулира со гласачите во општина Карпош. Доколку бидете избран за градоначелник, кои ќе бидат вашите приоритети? Приоритет е решавањето на паркирањето. Во план имаме 10 катни гаражи, зашто или ќе ги дигнеме приходите на општината или ќе земеме 12 милиона евра кредит, со кој што ќе започнеме да ги градиме овие катни гаражи и најголем дел во наредните 4 години да го разрешиме тој проблем. Градење на градинка во Нерези, во Влаедва и во Злокуќани, како и сите оние субвенции што ги даваме за обезбедување на бунарска вода за поливање на бавчи и дворови, натаму субвенции за фотоволтаични системи на индивидуалните домаќинства, како и поставување, купување на возила на електричен погон, одење чекор натаму да се даде на граѓаните од местните заедници да одлучуваат секоја година за доделени средства од 15 до 25.000 евра. За прв пат во една општина во Македонија максимално ќе се користи референдумот, значи ќе воведеме платформа со која што граѓаните ќе можат постојано да одлучуваат за прашања битни за нив и на пензионерите со ниски примања, таму каде што имаме еден или двајца, но по доделен минимум како ќе бидат 2 пати годишно ќе доделуваме еднократна парична помош. Врз основа на ова што го кажавте, вашите очекувања се Врз основа на ова што го кажав, очекувам да победи визијата за Карпош, да победи смислата за решавање на проблемите на карпошани и да победат резултатите во работењето, како и за секоја работа искуството е одлучувачко во решавање на проблемите и во способноста да се решаваат проблемите на граѓаните. Да подсетам, диплома можеш да купиш, знаење не можеш да купиш, но искуство не се купува на ниеден универзитет во свет. Благодарам.